Не може. Благодарам, господине Джафери, благодарам за министерката за финансии што најде време во 9 да дојде да го брани предлогот и да не удостои како пратеници. Претходниот министер поретко го правеше тоа. Би сакал во оваа прилика да искажам став дека предлогот кој што стигна од влада за член на Советот на Народната банка е солиден. Според законските услови кои што се предвидени за оваа позиција, кандидатот целосно ги поклопува, односно ги исполнува условите кои што се предвидени со закон. Овој предлог не, процедурата за гласање на овој предлог не оди преку Комисија за избори и именување, би сакал тоа да го појаснам, при тоа што повеќе пратеници ме запрашаа околу ова прашање, директно доаѓа од влада на Република Македонија и се разгледува на седница на собрание. Би бил среќен кога и другите предлози кои што доаѓаат од владата на Република Македонија, од претседателот на државата или доаѓаат преку Комисија за избори и именување, би ги исполнувале основните критериуми за исполнување на својата задача. Тука би сакал да подсетам на последниот предлог кој што ќе почекам да нема проблем, не се лутам на никога, не. Да, во ред. Бар молчењето ни е пронајдок веќе 5-6 години во собранието. Да. Добро, благодарам. Не сакам да прозивам ниту еден од колегите, секој си има право. Знам дека долго трае денеска седницата и концентрацијата е на пониско ниво. Само почекам да се создадат минимум услови. Значи, сакам да подсетам на седница на собранието од пред недела две, ништо повеќе, кога претседателот на државата предложи член на судскиот совет, не би спомнувал имења, не сакам исто така никога да вовлекувам, но да ги споредиме стандардите по кои што денешниот предлог за член на Совет на Народна банка е структуриран како предлог, со предлогот кој што го даде претседателот на државата за член на судски совет. И едното и другото е прилично високо во хиерархијата. Советот на Народна банка е високо во хиерархијата на монетарната политика, таму се утврдуваат основните монетарни политики и функционирање на Народна банка, а судскиот совет е највисок орган во рамки на судската власт. И сега гледаме дека во Република Македонија има доволен број на квалитетни кадри. Господинот кој што е предложен денеска е сосема солиден кандидат. И ние нема да гласаме против овој предлог, нема да се спротивставиме овој предлог. Но претседателот на државата пред една недела за една професија која е еднакво расширена како економисти, така и правници, ни предложи кандидат кој што, пак велам, нема да спомнам по име, но кој што нема никакво искуство во својата фел. И сега се добива двојството зошто во делот на Народната банка можеме да најдеме квалитетен кадар со искуство, со доволен број на години поминати во оваа професија, со исполнување законските услови, во поглед на меѓународно искуство, објавени трудови, познавање на странски јазици, но мнозинството не постапува исто за судската власт. Мислам дека интересот е очигледен, тенденцијата е очигледна, заради тоа што судската власт од секогаш била нешто што повеќе го интересирало Социјалдемократскиот сојуз. Тие судската власт, јавно обвинителската дејност си ги гледаат како приватна својина, како играчка со која што треба да се контролира политичката сцена. Не само опозицијата, гледаме во последно време, преку јавното обвинителство треба да се контролираат состојбите и внатре во коалицијата на СДСМ, па веројатно во следната епизода ќе гледаме како и преку јавното обвинителство ќе се контролира состојбата и внатре во Социјалдемократскиот сојуз. Затоа јас би апелирал мнозинството во ова собрание во следните месец и пол, колку што остануваат за работа, да се обидува да ги запазува овие критериуми на кандидатот за член на Советот на Народна банка и по тие принципи ние имаме уште неколку тела кои што треба да ги поминеме како собрание на Република Македонија во следниот период, по овие принципи и по овие критериуми да се движим. Еве, да си земеме обврска сите, дека врз база на овие
квалитети на овој кандидат кој што е предложен за член на Советот на Народна банка, да се движиме во тие рамки и за другите предлози и за другите кандидати кои што ќе ги назначуваме или се надевам ќе ги назначуваме во следниот период. Значи, кажав, ние нема да се спротивставиме на овој предлог, заради тоа што ова е прв пат, веројатно во овие 2-3 години, да добиеме солиден кандидат за некоја од државните позиции. Благодарам.